Македонија е на дното од земјите кои немаат лекови за болните од леукемија и е зад најсиромашните земји во Африка. 57-годишниот Драган Смугрески, кој боледува од хронична миелоична леукемија, останал без двете нози бидејќи државата не му обезбедила лек од втора линија за оваа болест. Со солзи во очите зборува како заради ова му се влошила здравствената состојба, поради што му биле ампутирани двете нозе. Ние моментално го баравме босотинибот за него. Го пијам, хидријата ја пијам, старата цитостатит. Ме врати на старата, затоа што Што значи тоа за вашата болест? Па сега подобро за тоа ќе ви одговори Пепо. Имате ли подобрување, влошување? Подобрување не може со хидријата да има. Не, тромбоцитите ми беа енорми големи, па дојде до гангрена и ампутација на нозете. Другиот лек, Пепо подобро знае од мене. Го чекате сега Понатинивот, да. да го добиете? Па се надеваме. Тој е еден од 40 пациенти на кои не им делува лекот кој се наоѓа на позитивната листа и чекаа државата да им обезбеди лек од втора, а некој од нив и од трета линија. Пред 3 месеци, откако нова обелодина дека пациенти умираат чекајќи на неопходниот лек, министерот за здравство Таравари вети дека 20 од нив ќе ја добијат неопходната терапија. Останатите 20 тешко болни кои не се најдоа во изборот се оставени на милост и немилост без неопходната терапија. Но процедурата за набавка на лековите заглави во Агенцијата за лекови се до вчера, кога поради медиумскиот притисок е отстранета грешката. Јас као прво сакам да ти се заблагодарам како на новинар кој навистина се грижиш да пишуваш и да објавуваш најактуелни и најжешки теми поврзани со добробит на пациентите, поврзани со снабдување на лекови и со тешки болести. Можам во врска со своето прашање разговаравме со директорот, конечно процесот е откочен. Во текот на вчерашниот ден, тоа значи дека Агенцијата за лекови, односно Малмед, го упати барањето за техничкиот диалог кој претходи на објавувањето на тендерот. Значи, Советот за јавни набавки во рок од недела дена треба да се произнесе по тој технички диалог. Ако нема примедби, се распишува тендерот. Ако има примедби по Законот за јавни набавки, до 3 пути се објавува тој технички диалог. Јас искрено се надевам дека сега нема да има примедби, а што е многу важно, во целата оваа работа, локалните избори нема да бидат пречка да се распише тендерот и да се оди набавката непречено. Од Агенцијата за лекови потврдија дека се усогласиле и се обезбедени финансиски средства за лекување на 20 пациенти. Самото барање за набавка на лековите се е откочено, доставено до Советот за јавни набавки, така да од наша страна се е изменаџирано и максимално набрзо мислам дека од кога сум седнат на функцијата директор на агенцијата е средено. Така да сега чекаме. Која беше причината што се закочи? Тоа што како директор не бев известен за тоа од претходната директорка, така да јас веднаш после преписките со вас новинарите, уште од првиот ден, од понеделник, го викнав веднаш председателот на Сдруженијето Пепо Леви. Информацијата вчера ја потврди и министерот Таравари. Со претходната директорка започнавме процедура, разговарано и со актуелниот директор и тој ја поддржува истата идеја и тоа ќе продолжи. Значи тие пациенти што им е ветено, тоа ќе биде сторено и ќе се снабдат со лекови. Од Меѓународната асоциација, мрежа на адвокати со седиште во Швајцарија, го прашаа директорот на Агенцијата за лекови зошто во Македонија се уште се умира од оваа болест, на што тој одговори дека како новоназначен ќе се труди да обезбеди повеќе лекови. Не би требало да се умира више од ХМЛ, ама во Македонија уште се умираат луѓето. Ние како сегашно раководство ново на Агенцијата за лекови и медицински средства, исто така и со сите раководни структури во здравствениот систем, Министерството за здравство, Фондот и здравство ќе се координираме и ќе најдеме начин ова веќе да не се случува. Каде е Македонија во однос на светот? Последна.
Не сме third world country, да бидеме последна. Последна и позади Африка сме. То значи последна сме за втора линија. Другите имаат втора, трета, четврта и пета линија. Пациентите си живеат квалитетен живот, а македонците не умираат, а не ни треба да ни умираат. И затоа сме тука да се бориме да не ни умираат нашите. За дел од пациентите на кои не им делува ниту лекот од втората линија, ништо не е ветено, ниту е договорено. Овие луѓе, заедно со останатите за кои нема да биде обезбеден лекот, се осудени тивко да умираат, бидејќи месечната терапија чини 3500 евра, а тие не се во можност да ја купат.